Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Ирина Солунска и преподобниот Мартин и Иракли. Живеела во апостолските времиња на Балканот, во некој град Мегдон, каде што незиниот татко Ликини бил мал цар. Некои мислат дека била Словенка, родена како незнабожец од родители незнабожци. Пенелопа, така и било незнабожечкото име, се поучила на христијанската вера од нејзиниот учител Апелијан. Свети Тимотеј, ученикот на свети апостол Павле, ја крстил неа и нејзините дворјанки и ги донесол посланијата на светиот апостол Павле за читање. Со одрекувањето да се мажи, таа го разгневила својот татко, кој сакал да ја мачи, но на чуден начин таа го обратила својот татко во христијанството. Уште од 4 цара, освен од нејзиниот татко, била ставена на разни маки, но Бог преку своите ангели ја спасувал. Царот Седекија ја закопал до главата во ендек пол со змии и скорпии, но ангел Божи ги умртвил отровните гадинки и ја сочувал светата девица неповредена. Тогаш истиот цар се обидел да ја пресече со пила, но пилата се одбивала од низиното тело како од камен. Потоа пак истиот цар ја врзал за тркалото под воденицата и пуштил вода за така да ја умре. Но водата застанала да тече, стоела и девицата останала здрава и жива. Царот Савах, синот на Седекиин, ја потковал со клинци, врзне ја натоварил вреќа песок и ја зауздал, па наредил да ја воделе како скот далеку надвор од градот. Навистина сум како скот пред тебе, Господи, говорела светата маченица, трчајки зауздана по своите мачители. Но ангел Божи ја претресол земјата и таа се отворила и ги проголтала незините мачители. Преживувајќи ги сите маки преку кои обратила огромен број незнабожци во христијанство, Ирина преминала во градот Калиопол, каде ја проповедала верата во Христа. Тамошниот цар Нумеријан сакал да ја умре на тој начин што ја фрлил во 3 вжештени метални волови, едно по друго. Но девицата била спасена и останала жива и мнозина виделе и поверувале. Епархот Ваводин ја одвел во градот Константин, каде што намислил да ја убие на тој начин што ја ставил на вжештена решетка. Но и тоа не ја наштетило на светата Ирина, а мнозина привела во вистинската вера. Најпосле Ирина дошла во градот Масенври, таму царот Савори ја умртвил, но Бог ја оживеал. А царот со мноштво народ видувајќи го тоа, поверувал во Христа и се крстил. И така светата Ирина со своето страдање и со чудата привела во вера повеќе од 100.000 незнабожци. Најпосле самата легнала в гроб и му наредила на Апелијан гробот да го затвори. По 4 дена, кога го отвориле гробот, неа ја немало внатре. Така Бог ја прославил за навек девицата и маченица Ирина, која се жртвувала и се претрпела за Бог што повеќе да се прослави меѓу луѓето. Преподобните Мартин и Иракли по потекло биле словени, биле гонети од еретиците, ариевците во Илирија. Испратени во прогонство овие витези на православието, го завршиле земниот живот во 4 век и се преселиле кон Господа.